Во однос на пресконференцијата на Љупчо Николовски, генералниот секретар на СДСМ, би сакал само кратко да реплицирам. Тоа е јавно да кажеш дека изборите треба сега да се одржат само заради здравјето на граѓаните, при тоа да не се засрамиш. Има само две реални објаснувања зошто мора да го говориш тоа. Едното е да си одсутен од реалност или народно кажано да ти летнало врапчето, а другата си слеп послушник на Зоран Заев, чиј пораз сакаш да го ублажиш. Суштината на СДСМ и Зоран Заев е дека брзат за избори среде пандемија во која може да броиме човечки жртви наместо гласови од граѓаните е само поради две причини. Прво, Република Македонија е пред економски крах и ќе крахираме како држава и економија затоа што има дупка во буџетот и стопанството трпи огромни штети само заради неспособноста на владата на СДСМ да се справи со економската криза. Второ, СДСМ и Зоран Заев грчевито се борат да го ублажат поразот и падот на кариерата на Зоран Заев, кој по секоја цена е неизбежен. Поразот на Зоран Заев е неизбежен, иако воопшто не има гајле за здравјето на граѓаните и по секоја цена, дури и по цената на човечките животи на граѓаните на Република Македонија, се подготвени да организираат избори во моменти кога нема апсолутно никакви услови. Очајноста и стравот од пораз е очигледен и СДСМ мора да се соочат со тоа. Тука веќе и јасно се гледа кој работи, кој се бори за граѓаните, а кој работи се бори против граѓаните, односно се бори да си ја спаси сопствената кожа од пораз, тоа е Зоран Заев. Најнакрај, Љупчо Николовски говори за некоја нова нормалност која треба да гради можности. Ова е малку несватлива теза за граѓаните и за нас, но морам да му потенцирам и објаснам дека новата нормалност со која ќе се соочат е дека СДСМ, Зоран Заев и сите останати од власта на СДСМ се завршена приказна и ќе одговараат за сите криминали кои ги сториле во минатото. Благодарам.